Нова борба за да заслужи надпреварување со најдобрите во Европа и предстои на македонската кошаркарска репрезентација. Моментот кога бевме четврто пласирани на Европското првенство, кој ќе остане запаметен по очигледно соодветната изјава леле луѓе што направивме, се случи пред цели 13 години. А денеска тој успех се чини прилично далечен за повторување, можеби уште подалечен за надминување. За Евробаскет 2025-та, за македонската кошаркарска репрезентација, за домашната па и меѓународната кошаркарска сцена, денеска во Fair Play ќе разговараме со првиот човек на КФМ, Перо Антич, и спортскиот директор Маријан Србиновски. Добре дојдовте и останете со нас на Телма. Кошарка е нашата денешна тема. Она што треба вие да го запаметите е датумот 23 февруари и во 19 часот да бидете во салата Кале, каде што ќе имате прилика да ја бодрите македонската кошаркарска репрезентација. Ја стартуваме емисијата наречена Евро 2025, дека ќе биде лесно, сигурно нема да биде, но дека секогаш кога имаме прилика треба да навиваме за Македонија, тоа е вистина и така ќе остане. Така што ете го слушнавте датумот и времето, верувам дека сите ќе бидеме таму. А на тема кошарка и репрезентација, нашата домашна сцена па и меѓународна, денеска ќе разговарам со двајца гости во студиото. Конечно после подолг период договарање. Перо Антич, председател на Македонска кошаркарска федерација, добре дојдовте. Добро те најдовме, ете, конечно се одазов на оваа покана, да. И Маријан Србиновски, кој што во моментов е спортски директор на Македонската кошаркарска федерација. Легенда. Да, кошаркарска легенда, две кошаркарски легенди. Не една е, другата малце така по. Чест ми е што сте овде, ви благодарам. Оно што е во фокусот е секако нашата репрезентација, таму ќе го стартуваме разговоров. Што мислите, како ќе изгледаат за нас овие квалификации, со оглед на тоа што веќе си ги знаеме противниците, стартуваме дома, но не противлезен противник, ако земеме предвид една статистика на 5 последни средби, 4 пати сме загубили од Естонија. Мислам, Естонија е противник со многу добри играчи, имаат двајца кои играат во Евролига, во тау. Ја викам се уште тау керамика, Басконија е сега, јас сум од моето време така си останала за мене. Но да не ги заборавиме тие другите, имаат што играат во Италија, во Шпанија, во други клубови. Али мислам дека со шестиот наши играч играме со најдобриот состав, тука и Нено, тука ќе биде новиот американец Итан Хаб. И морам да кажам на навијачите и гледачите твои дека и Дамјан Стојановски се враќа, овие ќе му бидат два последни надпревари, да се надеваме да изгори уште некој циклус, но му ги разбираме и неговите барања и да се посвети на семејството, сепак долги години е во кошарката. А за другите работи ќе препуштам на спортскиот директор. Ја ќе бидам најгласниот навивач сигурно од првиот ред. Можете да направите добра паралела, заради тоа што да потсетам, бевте дел од стручниот штаб кога го постигнавме досега најголемиот успех во кошарката, бевте подоцна и предводник на македонската репрезентација на Европско, така? Да, 2015 година. Сега сето ова го гледате, следите, учествувате од една поинаква призма и улога. Па секако, ова е сега другачија функција. Значи, друго е кога сте на терен, на баш инволвирани 100%, друго е малце кога гледате и од страна. Има голема разлика, значи 2011 со 2024. Се не сакам многу да навлегувам кои се причините, што како, но морам да кажам дека тогаш имавме многу повеќе наши играчи што играат во странство. Да. Значи 90% играат тогаш, таа генерација беше една златна генерација што 10 години беше заедно. И они во Зенитот играат скоро сите во европски клубови, да не речам се гиганти, али стварно во добри лиги. И се направи еден, со доаѓањето на Мекелеп се направи една таква хемија што го направивме, тоа го знаете што направивме. И како поминува времето, све кошарка малце по малце паѓаше. Причините се треба две емисии да ги искористиме за да ги кажеме кои се, но да видиме кај сме сега. Сега 2024-та нови квалификации,
Значи ние ги поминавме и предквалификации што беа се пласиравме сега се овие една да речеме едно ниво повеќе во кошарката. Значи тука више немале се репрезентации. Сите играат кошарка. Сите играат кошарка. Против сите ќе биде тешко, да. како што кажи Перо Естонија, стварно е една селекција во подем која што за задниве години доста инвестираат и стварно имат една доста сериозна репрезентација. Но и ние си имаме своја дути. Значи почнувајќи од да речем од сакаме да се наполни салата и повикувам публиката да дојде во што поголем број. Значи картите ни се пуштени во продажба во МК Tickets онлайн, значи да се наполни да биде тој 6 играчи. Околу играчкиот, околу ростерот, радува формата на Нено Димитриевич, како што кажи и Перо дека ќе дојде тука, он е веќе и пристигнат и се спрема за тие надпревари. Радува формата и на новиот американец овие задниве две утакмици, мислам 2 месеци игра во многу подобра форма. Тука се како што кажа Дамјан и да ги не бројувам сите Бојдан капитенот и сите тие други останати репрезентативци, не сегам никој да извојувам. Така да имаме и ние некои шанси, не некои шанси, имаме големи шанси. Тимската хемија значи, да се дружат заедно. 4 дена за тренинг и да го даде максимумот со поддршка на публиката. Кога го постигнавме најголемиот успех, тогаш нашиот селектор имаше сериозна помош од едно име странско, кога имавте баш тешки кондициони подготовки. Знам дека беше строго, Сандро. но тоа резултираше, односно беше видливо. Верувам ќе се согласиш со мене дека беше видливо. 100% Сандро е Сега има ли некаква стратегија кој да му помогне на нашиот селектор, затоа што знаеме дека какви тренинзи може да држи селектор. Тој е тој кој ќе направи хемијата во екипата, нема допрва да ги учи кошарка. Не сум тој смеј, тоа е твој дел. Значи тогаш имавме припрема некои си 45-50 дена. Да, долги беа, сега репрезентативци на некои си недела дена. Имаме 2-3 дена, како се вика, некои си мини припреми, фактички тоа е све скаутирање и спремање на тактика. Ние немаме време за такви, да речеме, кондициони припреми. Тогаш беше здравие Боже да се пласираме на европско, па ќе имаме повише време и да измислиме и некој нов Сандро и дај Боже први да се пласираме, па ќе збориме понатака. Да, првиот надпревар да се помине. Најбитно е се првиот надпревар, само тој го гледаме, пошто е најбитно. Само да го вратам Перо назад малку во времето за Сандро и да прашам дали е точно ова сценарио. Добро. Дека после тие тешки и напорни припреми во Охрид, така, во Охрид трениравте. Една вечер Перо дошол кај селекторот да му каже екипата има потреба да добие слободна вечер, да излезе во диско, малку да се опушти. Кој каде? Добро, кој каде? Аха, окей, не знал капитенот кој све кај ќе оди. Меѓутоа тогаш до Кузовскија дал таа дозвола. Не знам како, тој самиот си знае како, ама Сандро бил ќе го потребам зборот шлогиран, затоа што на тој цел негов труд Перо издесувал да се добие слободна вечер, така беше? Така беше и Сандро Марин, како можеш да им дадеш, они тренираат утре, вечер ќе имаме тренинг, како, што? Дека Сандро, ако не ги пуштиме, ќе не згрбават сите, еден месец ги држиме тука. Не, све беше тоа професионално. Сандро, не бевме навикнати ние на кондиционен тренер. Тренерот тамо беше Марче, Марин ги одржава, но Врбица Стефанов донесе секоја чест, го донесе Сандро од Монтепаски Сиена и многу треба да се уклопи некој со нас. И многу најважно. И многу брзо се уклопи. Многу се уклопи и он и Бо. И затоа беше таа цела енергија во тимот. Се бевме заедно. Може ние да изгледаме на телевизија дека се караме. Верувате, тоа може да трае 2 секунди и после тоа е све пута 10 боле. Тоа се виде. Резултатот си го покажува се што кажуваш. Она што рековте, не знам што се случи, односно предолга е приказната што се случи овие години измеѓу. Сепак сакам до некаде да го прокоментираме затоа што
прво, малите, децата, впечатокот е дека се поретко бараат да се запишат на кошарка и додат да тренираат кошарка. Тоа не е само со овој спорт, тој со другите спортови. Се поретко имаат идоли во кошарката. Остана и минјата како Перо, Дамјан, Војдан и останатите повозрасни, Владо Илиевски и така натаму. Нови се уште ни недостасуваат. Меѓутоа, 10 и повеќе од 10 години е некако многу долг временски период. Како ќе го залечиме тоа? Се слагам со вас. Прво треба да имате клубови што се види парите си го направиат своето. Значи вие како видите се на Евролига, еден Еврокуп, една Лига шампиони на ФИБА, вие ако немате добар буџет, вие не може да припарите таму. Еве видовме и сега овие 2-3 години нашите клубови играат квалификации за ФИБА куп и за ФИБА Чемпионс лиг, значи ние не можеме да припариме ниво квалификации. Што е тука? Значи тука е све до финансите. Ајде да речеме дека не е све до финансите. Значи мора да се работи. Тоа е стратешки, мора да се работи, да се има програм. Да речеме 4-5 години клубовите да се имаат програма и да се посветат на работа со млади категории. Ќе има ли кај нас кој да работи? Еве да има таа програма. Па не дека нема баш, треба да се усовршуваат нашите тренери, да, а не дека нема. Проблемот, значи има неколку проблеми. Ја први би почнал со инфраструктура. Значи ние салите наши се од времето, не знам, од време на социјализмот не се чепнати да речем. Од времето на Тито. Од времето на Тито, значи не се чепнати. Значи ви имате сали Гостивар, Велес, да речем, не знам, вака што ми иде на памет. Големи сали, стварно убави зданија, но не се чепнати. Значи вие немате грејање во салите. Кој дете ќе сака пример да оди на тренинг? Вие знаете, да. И не само дете, и клубовите. Они на пример од крајот на ноември до крајот на март, зависи од климатските услови, временските услови, вие не може да тренирате. Вие правите некој тренинг, импровизирате. Све некоја импровизација 4 месеци. Место да се влезе се работи 2 пати на ден со тие млади, да се работи баш максимално. Ние тука, значи, еве апел до нашите што го водат спортот и државата и се, значи да се проба во новите програми што ја прават за спорт да стават, значи да се реконструираат големите сали во држава за да се направат услови што повеќе деца да тренираат кошарка па и други спортови. Значи да се тргне од негде. И после знаете, политика на клубови зависи од финансите, да си ја вршат работата согласно на финансите што се ги има. Али мора да се работи со млади категории. Знаете, ние имаме сали, се извинувам што прекинувам, сали кои 3 сали исполнуваат ФИБА услови. Мора и тоа да пратиме. Ние сме организатори секое лето на 2 европски првенства. Имаме одлични контакти, одлични односи со ФИБА. Така да ви летово ќе имаме 2 европски првенства кои ќе бидат најмасовни, ќе бидат со по 22 екипи, пред тоа беа по 12, 18, 14, не знам екипи, сега ќе има по 22. Па ние мора да балансираме каде, во кој град. Ние сакаме да има ван Скопје, да не е све во Скопје. Треба и во другите градови. Да. Али немаме сали. Но се надевам во блиски иднина дека ќе биде во Куманово се најавува дека салата ќе биде готова до лето, до септември, април или септември, не знам. Така да ја оптимистички гледам на се и се надевам дека ќе биде завршено. Добро, ти си човек кој што апсолутно може да направи споредба меѓу тоа како се одвива надпреварување и во Европа и надвор од Европа, односно во Америка, и како таму се решени овие нешта, да клубовите стојат стабилно на нозе. Некаде приватниот сектор и спонзорите се тие кои што можеби ја даваат најголемата инекција, некаде државата апсолутно стои позади спортот или своите најголеми спортски брендови. Во Македонија кое би било решението? Ти споменуваше и покровител посериозен на лигата. Пробавме да најдеме и се бара кај нас тешко, барам од странство. Како што кажавме да не се навредат спонзорите, бараат поатрактивно нешто. Но сепак додека сум на оваа функција ќе барам да им се олесни тој дел на клубовите, колку што може. А што се однесува до другите држави, они не ги размислуваат овие работи. Тоа им е средено пред да почне сезоната. Јас бев за ваучер системот, ова сега што се гласа. Мислам дека тоа беше овие 4,5 години најголема пречка за други спонзори да инвестираат во клубови или во федерација. Они мора да го тој ваучер систем, ние треба да идеме да молиме, да бараме од фирми или од било кој и како се они ќе кажат ние инвестираме во спорт. Не. Инвестира државата и агенцијата за млади спорт. И ја мислам дека тие пари требаше уште од тогаш директно агенцијата и државата да ги дава. И кој сака да се рекламира, автоматски ќе мора да се плати додатно и тоа ќе бидат додатни финансиски средства за клубот.
Така да мислам дека сега со новиот закон, дај Боже да помине све како што треба, ќе имаат Промени во плюс тој поглед. финансиски. Во моментов, ако сме објективни, немаме ниту едно како што треба и како што доликува кошаркарско дерби во Македонија. Дали мислиш дека во догледно време постои можност да се овие клубови, мислам и останатите, меѓутоа овие не се најголеми брендови, да дојдат до ниво да придадат атракција и добра кошарка конечно? Јас сум рекол без Додима да дерби, гледаме без дерби. дерби во било кој спорт и во било која држава спортот не го бива. Работнички и МЗТ, добар работнички без добар МЗТ и обратно Не може. нема да може. Гледаме што се дешава во нашето соседство, Партизан и Звезда што направија бум. Пак ќе кажам, тука и Битола, тука има и Кавадарците, Точно, и останатите. има и други тимови, автоматски они ќе мора да се подобрат, да земат парира. подобри играчи и да се врати тоа лудило на трибините, ја го викам. Да, И многу ја го обожавам недостасува. тоа лудило Па на недостасува. трибините. Недостасува на секој од нас, кога да идеме по 2,5 часа пред надпреварот. Па ја се сеќавам дека од вечер сечев позади имаше на весникот, па мора да чекаш 3 сата со тоа да влезеш кај Сити Парк Бойс или кај било кој, така да настојуваме, правиме све што може, но тука треба и клубовите да поработат малце на својот Стратегија маркетинг да сектор, има, на да. својата стратегија. Но што се однесува до федерација, би ги поздравил било кој ќе ја наполни салата. Ние поради тоа се фокусираме заедно со маркетинг делот во федерацијата да имаме на секој надпревар репрезентацијата кај што игра најголема поддршка. Поради тоа што за нив се игра, за државата се игра и нема побо чувство за тие играчи и автоматски они ќе дадат повеќе енергија. Дечките доаѓаат, одвојуваат време, ризикуваат повреди, голема благодарност до сите нив и треба да го цени секој македонец на нивното присуство, нивното залагање, како год, поради тоа што ние имаме многу тренери, квази тренери, на тастатура тренери, тие што се најаките, Експерти, но добро. правите љубители треба да ги ценат и да им дадат поддршка и најпотребно кога е, кога ќе трне малце возот надолу. Споменавте неколку имиња на почетокот од разговоров, но ајде малку подетелен коментар за нашите помлади кошаркарски сили. Рековме, Дамјан и Војдан се тука, но веројатно не уште многу долго. Странците како такви, еднаш е Боме Келеп, друг пат ќе биде Тиџе Шорц, им благодариме, но што станува со нашите деца, особено на списокот има добра бројка на играчи кои играат во нашите сега најуспешни клубови. Тука и Пелистар, тука и МЗТ, тука и Работнички. Па добро, ние ги пратиме тие наши млади играчи и се радуваме на нивната минутажа, но морам да признам дека минутажата не ми е баш доволна за да бидат уште као носители во репрезентација, а више морат полека да преземат улогата. преземат улогата.
Значи, тука може некоја политика на клуб, ама ја мислам дека најчесто тоа е до играчите сами. Значи, они мора да покажат на терен. Значи, таа се минута или 2 или 3 што ќе ме даде тренерот, тоа да покаже дека сака да игра, да се купат уште 2, уште 3, уште 5 и така се купуваат тие минути и полека со играњето стасуваат и да ни ја носат нас репрезентацијата. Да. Значи, тука очекував оваа година 20 или 30 играчи побрзо се развиваат, но некако ми стагнираат. Не сакам сега да шпекулирам, да зборам за имиња, што мислам дека понатака ќе ни ја ношат национална репрезентација, но мислам дека не е изгубено времето, некое нешто спектакуларно, има уште време за нив. Само морат малце што викаат да се погледнат во гледало, да се кажат дај јас се уште малце да поработам, дај да вложам во себе, за да можам понатака да бидам Перо, не знам, Тоше, не знам, Врбица, Пеце, најдобрите кошаркари наши што биле, Владо и да ја носа нас репрезентација, дај Боже на секој европско првенство. Тоа е се така како што кажувате, но еве Перо, бидејќи е тука, имаше прилика во својата кариера да соработува со можеби најзвучните тренерски имиња, дали е тоа среќа, но сигурно е и заслуга, човек не може случајно да се најде некаде таму. Па кога ќе погледнеш наназад, од кого мислиш дека најмногу доби во поглед на кошарката, а со кого ти беше најтешка комуникацијата и покрај тоа што Желјко Обрадовиќ или Дуда, мислам што кажам дека со нив најлесно, со нив најлесно е. Најтешка ми била со израелец Зви Шерф. Прво пола не го разбирав, второ пцуеше на израелски, уште поише ме нервираше, така да во Сан Петерсбург беше тоа и имав некои проблеми со него. Може имам дел и ја причина за тоа. Твој темперамент. Да, добро. но еве Европското првенство 2011 ми пружи прилика, мислам да се покажам и Дуда Ивковиќ да посака да ме земе. Покоен Дуда Ивковиќ, што е еден од најдобрите во историјата на кошарката. Затоа реков. Да, така да секој репрезентативен прозорец тогаш беше по еден месец или по не знам по колку. Па не, ние тука најчесто подразбира ваква шанса. И другачи беа дава шанса квалификации. да многу тренери, многу низ цел свет да те видат. И тоа има уште една шанса на играчите да се покажат. Дуда Ивковиќ е мотиватор, Желјко Обрадовиќ е мислител, знаеш. Он цело време до 3 сат седи. Човекот има 9 евролиги, он до 3 сат гледа NBA и учи ќе дојде пред тренинг, он сам си црта код деца што ќе дојдат во дома ќе дојдат и ќе си почнат си цртат, он си црта. Не, јас го слушнав, он тетрадката ја има уште од кога бил. Да, и има и клуче, едно клуче си има, суеверен си е све. И некој тие он ти е најдобар другар, најдобар свет 22 сата, ама 2 сата ти ја вади душата. И да ти каже дека ова е дрво, ти ќе кажеш дека железо е Желјко. Ако кажеш дека не е, крај 80 дужини, па види ти дали ќе кажеш. После дали е. Значи ти кај Желјко Обрадовиќ си морал да бидеш дисциплиниран. Нема темперамент, не темперамент. Можам да контрирам, ама на крај ќе изгубам се. И он те учи ред и дисциплина. Или Тоше Гечевски што би рекол на модерен чотек. Знаеш, кај нас е сега све дипломатија. Ја мислам дека без таа школа, Марче многу ја знае, пошто ја поминав кај него исто. Ја бев детето што не игра, он играше, он беше во работнички 90. Он морал да си ме мочи праќаше по чорапи, по све. Сега да пратиш некој, абе што е ова? Нема теорија. Значи не е до тоа. Ја играв во Евролига, Дејан Јовановски, Тоше Гечевски во соба, вака влагам ги гледам, он игра во македонско првенство. Дејан Јовановски го гледам. Јано сум 12 заради Дејан Јовановски, заради Марче Црвиновски цела кариера. Или чисто да се знае. И во NBA беше, малце скокамо тема, Перо Антич био. И пишува favorite singer Хариџиновиќ, favorite song Муштулу, favorite basketball player, нели кажуваат Майкл Џордан, или кој Дејан Јовановски, јас пишав. Но вистина? Да, и горе седеше тоа, игра со против Мемфис Гризлис изграв. Браво, Перо. Така да мора да има малце напетост и родителите да се тргнат да ги остават децата, да не глумат менаџеришта, да не ги гледаат децата како производ нивен, па да јас на нив со нив живеам, со нивниот успех живеам, него да ги пуштаат само да се поддршка и да има трпение. Да објасниме за помладите што некогаш значеше кога ќе дојде тренер и не знам еве на линија во сала од толку играчи ќе одбере само неколку минути и ќе рече вие добивате шанса да играте во работнички. Па да одговориш, кажи како ме мачеше мене за добро, ја колата. Ама не, ја го мачев него за да го направам нешто дело од тоа што денеска некоја заслуга, пошто ја така сум учил. Значи ние не сме биле во војска,
Али ја кога сум почнал во Гостивар, сум ги научил тие некои си 400 метри го мрзеше да вози. сум ги научил тие некои правила што значи да влезеш ти и да си во прва екипа. Значи мора да ги слушаш по старите. Кафе донеси, чорапи донеси, оди таму. А они ќе застанат позади тебе пута два. Ако играш ти во прва петорка и си добар. Нема врска тоа. И два да си најдобар на утакмица. И 20 пати да даеш, ти пак ќе си одиш по вода, по тоа сега малци изгубено кај нас. Вие се на младиве генерација, ако нешто им дајате, они сите некако се љути, демек мене ми е понижување ова да го направам, тука малце мислам дека е изгубено. Али тоа ја мислам дека е све до тренерите. Значи тоа е све до тренерите. Мора малце со играчи да бидат и во тој дел, во воспитувачки дел малце построги. Не се да бидат, не знам која, али мора да бидат малце построги за да се знаат некои работи и да се знае хиерархија во екипата. Па вие имавте проблем со оглед на тоа што сте стар ков на човек, на личност едноставно со некои такви вредности, кога дојде време бидете тренери на клубски план зборува. Многу голем проблем. Мислам проблем. Со мене што соработувале играчите, ја на терен што кажува Перо, сега не може да се споредам со Желко, али јас сум таков карактерист. Значи 2 сата малтретирање или утакмици. Има, да. Сега, има? Тука има све. Ке најдем. Нема да барате ништо. Значи, играчеви мене ме сака. Па добро. Се не може сите, али 70-80% не може сите се да те сака. Чим тренер али ти вика, те сака, те почитуваат. Значи со знаење, со авторитет, со све. Ти им кажеш што да прати, знаеш, може да и понезгоден после некои работи, али пак они сваќаат дека тоа е за нивно добро. За добро на екипата, за да тимот оди за да расте, за да направиш некој успех, за што се ангажиран. И се многу играчи тоа го сватија, си ја терав работата, како што мислам дека е најдобро, мислам дека тоа беше доста коректно од моја страна, за тоа треба да прашате некои други што се работуваат со мене. Да, другата страна, секако. Така, јас си мислам тоа за мене. Сега сум во некоја друга функција, не значи дека нема да се вратам пак да бидам тренер, пошто тоа ми е некоја си Не е тоа договорено уште. Не зборам понатака, не се знае животот кај не носи, но сепак ми е една од омилените работи. Да, Перо, некогаш има шанса во таква улога да те видим? Сум размислувал неколку пати. Многу сакам. Ама ја мислам дека нема да издржам една цела утакмица нееднаш. И тајмаутите? Не, бе, на играчите. Да не се снима. На тајмаут, ја мислам дека Марче нека каже, на тајмаут више да се објаснува, не знам, посебно, може да ги разбудиш играчите. На тренинг се вежба. Да. Ако стигнеме на тајмаут да објаснувам, да ги учам шо, треба да си напуштам. Треба да си подршка, значи си размислувал? Може би некогаш. Никад не реци никад. Да. Јас сум први ред со водата со семките го гледам како води утакмица. Тоа ми е животна желба, да. Перо, твоите 3 деца тренираат кошарка. Да. И сега мене ми е интересно што ти прво имаш искрен став околу нивните таленти, а друго како си поминуваат на македонската сцена со оглед на тоа што татко им е прв човек на КФ, ама сигурно не е едноставно кога сите го знаат твојот татко. И сега ти допрва си оглекол патики да... Лука ке се, може ке он е голем, 17 години, се љути за ова. Он си има притисок. Лука сега не сака да ни една негова работа позитивна што ќе направи или било кој успех да не го осеќа дека е заради татко му. А моите деца имаат само подршка од мене, никакви џокери или мора да заработат притисок некој. Притисок мора пута 2 да работат од другите. Лука не беше во националната репрезентација колку 4-та година се избори сам. Пред тоа дали да биде, му викам, дали го бива? Па мислам дека има подобри, ќе ги ставите подобрите. Само контра ефект може да му направиме на детето. Лука игра супер, беше и во Игокеа 10 дена на припреми, се врати друг човек, веќе си е возрасен, мене ми е малце чудно, нема ни гушкање, ни ништо тоа. Тоа е заврши тоа. Ми остана тоа со Павел и со Петар. Нема никако притисок за мора да ги бидат кошаркари. Сум ми го кажал тоа Павел, тоа го искористи највише. Пливање, кошарка, па тенис. Како ќе му се извинувам сега. Тоа што сака тоа. Да, тоа што сака, таму иде. А како се вика, Петар беше на кошарка, па на фудбал и сега на кошарка. Сега се
кошарка. Добро. Сите тројци имаат подршка на од мене. трибина кога седиш тоа, тогаш има викање, мешање, зашто вака, зашто нема тоа. Не, Лука дури не ми даваше да идам на надпревари. И му викам на крај пушти ме, веќе не сакам да те гледам, и се криев на крај со копулјача си гледаш. Му го разбирам притисокот. Еве татко ми, ја не сум имал притисок на цела кариера, 9 надпревари уклучувајќи ги во Македонија во Скопје. Си имал работа човекот. И по телефон, многу ми се криеш одоздола, треба да се отвориш поише, викам дај бе еднашка кажи. Кажи браво. Ама тоа направило вајда и благодарен сум му за тоа. Сега малце за тие престапите, ајде да ги наречеме. Кои? Прво, бев присутна на тој надпревар минатата година ракомет. Сите наши звезди. И прв човек на кошаркарска репрезентација доаѓа на трибини со мајца црвена звезда. Дуксер. Дуксер, да. И го има, еве, вуаля. Може да одумирате. Голем дел од македонската јавност го осуди овој потек заради тоа што сепак стануваше за надпревар на македонска репрезентација. Еве, беше присутна. Дали знаеш колку имаше со Барселона со Меси? Колку имаше со други? Дали ги гледаше тие? Макар што не ни треба да го објаснувам. Секој има право да носи што. Јас не бев, ја бев излезен од дома. Бев на вечера. И слушнам дека има надпревар. Дека секоја карта купена иде донација. Така? Добро, да, имаше хуманитарен карактер. Дали мислите дека ја треба да идам до дома, да се пресоблечам за да докажам некој дека јас сум македонец? Не, јас сум направил за оваа држава, многу и ќе продолжам да правам. Ја обожавам оваа држава и затоа од сите места кај што можам да живеам, кај што имам понуди за работа во Америка или било каде, ја тука сакам да седам. Сум дал рака, имам одличен тим уз мене. Децата ми се тука, фамилијата, пријателите најблиски. И не можам ја пак ќе кажам, тоа се спласна одма. Пак се тие квази новинари кои за кликови ќе објават све. Дали против тебе, против мене. Тоа е, ако си под лупа од јавноста, секој пат ќе има тоа. Така да отрпнат сум на тоа. Ја Звезда ја обожавам. Ја обожавам Фенербахче и Олимпијакос. Тие се три клуба кои ми се истетовирани све. Али највише, ја не можам да се соблакам за да докажем јас сум македонец, сум се истетовирал. Не, убаво ми е тоа што сум се истетовирал Македонија све и што сум го дал здравието, да не кажем. Имам 2 операции за Македонија, 3 за на рамето. Така да тоа воопшто не ме ни допре. Значи ова не беше ништо намерно и не дека ти... Не, јас сега идам до дома, јас вака останав зачуден. Па што не објават слика дека јас сум со застава, со македонската застава има, и ја ги имам сликите. Вака дигнат се, него они ќе си сликнат, ќе си и од цело интервју, па може да извадат едно 2-3 збора и тоа ќе биде насловот. Кога сме кај знаме, на твојот Инстаграм многу српски знамења и фотографии со Вучич, кој што очигледно е твој пријател. Многу добар пријател, многу ценет. Фотографиите после кампања, пред кампања, како и да беа? Ова е после победата во неговиот кабинет. Ете така. Исто така беа осудени од јавноста, од причина што дали човек кој е на функција во македонски спорт би требало на било кој начин, без разлика дали е Македонија или друга земја, да во некаква политичка конотација било што ова е гордост за мене, поради тоа што мој пријател победува или освоил нешто, или дали е трофеј, дали се тоа избори. Вучич ми е пријател и многу Додик ми е пријател, а исто мојот дедо бил србин. Што дошол во Македонија, на таткото ја запознал баба ми во Куманово и си се преселили и живеели, така дошол татко ми, па ја и така натака. Така да јас сум си горди на мојот дедо и на тоа што сум македонец. Јас знам што сум, како сум и дали сум направил лошо. А на држава немам направено ништо лошо, напротив, имам донесено многу среќа, многу успех заедно со мојот тим, не сум го донел јас тоа сам. Така е, а и на индивидуален план сум ме представил во најголемите можни надпреварувања. Вистина, тие моменти на среќа ни недостасуваат, реков уште на почеток, на вистина ни недостасуваат. Денеска, дали таа убава екипа се уште комуницира? Дали комуницирате меѓу себе? Имаше еден убав документарен филм на вашите манифестации се одбележа јубилејот 10 годишен, така ако не се лажам. Како изгледа сето тоа? Знаете да се слушнете, да си пишете? Секој ден? Секој ден. Добро, освен тие кои што сепак соработувавте, нели? Имаше дел од нив кои... Уште ги мачиме малце војдани дами, ние кои се више не се толку млади, ама и они го имаат поштувањето ние према нив. Тоа е наша некоја интерна тимска хемија што до ден денес трае.
Јас, Тоше, Георги Чековски, тим менаџер на репрезентација, Марче, Станко, Тоше, Војдан, Даме. Добро, нив не ги пуштаат од дома сега толку многу. Мора да... Не ги остава на рад, значи. Така да... И Марко Симоновски во Грчка, кога што Мивица уште игра. Па добро, не можете ви со сите. Да, сигурно не со сите интензивно, но се одржува комуникација. Кој ќе сретнете вака, да. И тоа у секундарно, кој ќе се видиме. до федерација да испиме кафе, да се направиме муавет, да. Па тоа не е више муавет, одма почиња. Добро, тоа се сигурно уште мора да ти кажува, Pero не е вака, зашто си направи? Не си имал тоа, знае дека тоа не. Почиња јас да бев ова, вака, онака, и тоа е најубав дел од денот, да ви кажам. Едноставно, позитивно е со луѓе кои си стигнал до тука каде што си. Би споменувале ли некои од нашите имиња репрезентативни во моментов, кому може би сега од помладите му предвидувате дека може конечно во иднина да биде прва звезда на македонската кошарка во генерацијата на Pero, некако убаво рековте, многу изедначени сили и некако Ја не би споменал, нека спомне директорот ако сака, не ферски. Тогаш имаше на секоја позиција си имаше подречени по некој играч. Ја не би зборил за имија никако. Значи има да не ги демотивираме другите. Да се тепам со Ѓорги Чековски? Со каменото бебе, знаеш? Не. Ама пак тоа помага. Мислам, со постари кои ќе те стават појаки, не да се понашаш фраерски на твоја генерација ако си малце подобар. Иди малце со Чековски да те кокне. Ние викаме да те кокне, Станко. Добро, тоа е, да. И тие работи фалат. Мислам дека треба што повеќе да се работи на физичката спрема, као што работиме, и на ниве само да работат и да имаат желба да не пропуштат ни еден тренинг, ни еден Zoom митинг, имаат и Zoom митинг за како да се исхрануваат, како за психолошки, све е тоа направено, само да не пропуштаат. Ето од мене. Достапно им е све максимално да само на нив да време да работат. Да не бидат од девојчињата или да излезат. Има време за се. Колку да е тешко, има време за се. Има време. Дојде време ја тоа го кажам. Тоа јас сега го слушам и само се прашам дали бил он дисциплиниран. За работа, да. Да, за работа, да. 100% сум бил и у Нема град. тоа доснење на тренинзи. Која работа? 5% зашто да платам, бојте да ги потрошам. Аха, да, добра, тие правила секојаш функционираат, гледаш. Посебно кога кај има таму повисоки плати. Мене му учеа постарите да бидам 100%, да бидам 100% кој ќе работам, кој ќе излезам. Или било што. Значи секаде. Која работиш, и ништо да не пати заради нешто. Да. Добро, ако одиме по тие правила си успел веројатно. Да. Морам ме прашат за тренер Желјко Лука и Струја, мора да го споменам. Тоа е едини тренер кој во Лукойл обично знаеш пред да кој ќе потпишеш, тренерот ти се јавува и ти требаш здраво коуч, како сте? И овој, да, фино, јас знаеш и он. Немој да ја можеш да будеш лидер мог тима, дадеш по 20 поена, 10 скокови да освоиме све трофеи. Могу, видимо се за 14 дана, немам времена. Так ми спушти. Ја таа година завршив најдобар стрелец, најдобар скокач, второ MVP во Улеп куп. Ми даде слобода, али ме научи дека без разлика ќе дам 30 коша, 20, ќе изгуби тимот, ги гледаш лицата, ги гледаш емоциите на другите. Тоа денеска мислам дека го нема, кога некој ќе даде. Па не, лошо ти е тебе. Обично и сум дал 20-30 коша, ќе ги погледнеш, сам си. Не е ова шах. Тимски спорт, ако ќе се видиш сите заедно насмејани, ајде иде, знаеш, заедно. Имам уште некоја минутка, ќе искористам вака да ве прашам повеќе сакате и следите НБА или европска кошарка? И тоа е тоа? Јас ни едно ни друго, само случајно кој ќе биде, али европска поише следам, посебно дербињата во соседен Београд, соседна држава наша. Одиш таму си, плюс и по порталите си кога ќе отидеш таму, ама добро. Што да правам, келјав со брада, нема да се шалам. Не може да се покрие. Едноставно друго е емоцијата кој си прав навиваш, ти си била на дерби, сама кажа ти фали. Овој си исклучуваш, човече, си исклучуваш. Атмосферата. Адреналин, се сакаш да одиш. Тоа фали. Мали деца со родители ги гледаш и со толкава жар навиваат. Го гледаш дечињата, тие дечињата кои се гушкаат, све, па фали, после тоа дете како да не стане човек. Ете, и за вас мотивација да се врати тоа во Македонија.
НБА или Европска? Ние правиме се Европска што може. 90%. Европска 90%? НБА плейоф нешто ќе видам така, 90% европска. Димо гледаше НБА. Димо многу, да. Димо подпредседател да гледа многу НБА и да го поздравиме. Го поздравиме. Лука Дончич што ќе беше? Па дека стално на крај на сезона крај на паѓа, сезона сега да паѓа, видиме оне до со- кај сме сега. Аха, има Со анализи, неговата значи. констатација, да. Добро, Да. добро. Па добро, мора да има. Тим, навиваме за некого посебно или за Перо знам? За во европска Да, во кошарка? Евролига, да. Не, немам некој тим. НБА Атланта и Атланта сум. Се уште заради Богдан Цимерот. Со Богдан, Да. вие сте пријатели, така Цимери си 2 години, комуницирате? да, цело време, он е гробар плюс, као тебе. Па тоа. Партизановец, извинувам, партизановец. Добро. И цело време е тоа. Цело А време е сега, тоа. До мислам ден и денес. капитене, да, имате доста Да. и заеднички и спротивни. Со цела Супер. негова фамилија Ептен сме си блиски Значи можело и фамилијани. тоа, Да. така да се бидете Па тоа е пријатели. најубаво, најубаво во сред на сред надпревар ти да игре бре гробарчина, значи ти и он мене. И тоа помага. Да, добро. Па супер, сакам што поскоро во Македонија додам на дерби, ама до тогаш, тука е репрезентација да навиваме сега за 23. репрезентација, така? Вие ќе бидете таму. Таму сме, да. И Се ти ќе договоривме бидеш и тој јас, ден, да, ветив, и не само што ветив, со задоволство. Малку да очекуваме. навиваме за Македонија, ги каниме и тие што не следеа, дресови ти бараат уште? Да, Комшиите, кај што ќе Сите. седнеш на кафе. Сите. Па еве ја да се приклучам на списокот. го имаш таму Дека на дојде лице денеска без дрес, Перо дојде во емисијата. Знаете, ама ете. Ова е Таман. голем минус за Елена. Таман да има причина за повторно се видиме. Не, се надам дека следен пат, дај Боже да зборуваме за нови успеси За на припреми Македонија. за европско првенство да така, збориме, за така припреми за некој, да. европско. Фала ви, ми направивте чест и уживав Ти во благодарам на тебе разговор. на поканата Фала и и тебе. ќе дојдеме пак. Да. Се гледаме со сите оние што не следаа, се надевам на трибини, навивајте за Македонија и бидете со Fair Play и следниот викенд во недела во 16:15 на Телма.